Поради продолжените ризици од нарушување на снабдувањето со нафта и нафтени деривати, собранието денеска на пленарна седница го усвои предлогот да се одобри продолжување на рокот за постоење кризна состојба на територија на Македонија. Со одлуката која претходно доби поддршка и од Комисијата за одбрана и безбедност, кризната состојба се продолжува до 20 јули оваа година. Ке почне да се применува од 21 април 2026 по незиното објавување во службен весник. Во образложението, претениците беа информирани дека продолжувањето на кризата е условено од неповолната меѓународна безбедносна и енергетска состојба, по ескалацијата на конфликтот на Блискиот Исток и сериозните нарушувања во транспортот на сурова нафта, особено преку Ормудската теснина, кој е еден од клучните светски енергетски коридори. Според процените на надлежните институции по нападите извршени кон крајот на февруари годинава и последователното блокирање на поморските патишта, протокот на нафта низ Ормудската теснина значително е намален. Предлогот за продолжување на кризната состојба беше усогласен со заклучоците на групата за процена на ризици и опасности на управувачкиот комитет за координација и управување со системот за управување со кризи. Со денешното гласање, собранието им даде овластување на владата и на надлежните институции во наредниот период да продолжат со координирано управување со состојбата, со примена на мерки за обезбедување сигурно снабдување со енергенци.